Утрински стихови од Библијата. 9 август. Ќе го признаам своето беззаконие. Јас ги признавам своите беззаконија и полн сум со жалост заради својот грев. Псалам 38:18. Малку време, поминато во сеење на лошо семе, драги млади пријатели, ќе даде род што ќе ви го загорчи целиот живот. Еден час на невнимателност, едно попуштање на искушението, може да го сврти целиот тек на вашиот живот во погрешна насока. Младоста можете да ја имате само еднаш во животот, затоа направете ја корисна. По патот по кој еднаш сте тргнале низ животот, никогаш не можете да се вратите за да ги исправите своите пропусти. Оној што одбива да се поврзе со Бога и се поставува себе си на патот на искушението, засигурно ќе падне. Бог го испитува секој млад човек. Мнозина својата безгрижност и невнимателност си ја оправдуваат со погрешниот пример што им го дале постарите и поискусни верници. Но тоа не би требало никого да го заведе од правиот пат. На денот на конечната пресметка нема да можете да се повикувате на вакви изговори, како што го правите тоа денес. Ќе бидете праведно осудени, бидејќи сте го знаеле патот, но не сте одлучиле да одите по него. Додека некои од младите ги растураат своите сили на суета и лудории, други го дисциплинираат својот ум, собирајќи знаење, ставајќи го на себе оклопот за да се впуштат во борбата на животот, цврсто решени да постигнат успех. Но, колку и да вложуваат напор за да се искачат, тие нема да имаат успех, ако својата љубов и своите стремежи не ги сосредоточат на Бога. Ако со сето срце се свртат кон Господ, отфрлајќи ги ласкањата на оние кои на таков начин се обидуваат да ја ослабнат нивната решеност да продолжат по правиот пат, тие ќе најдат сила и поддршка во Бога. Твоја е одговорноста да ја подчиниш својата волја на волјата на Исус Христос. И кога ќе го сториш тоа, Бог веднаш ќе те прими и ќе дејствува во тебе, и да сакаш, и да постапуваш според Неговата волја.